Дали е прашање или еве една сугестија е повеќе. Значи, гледајќи ги старите и новите цени, имаме од 20 на 30 денари Гаврово, покачување 50%, Звегор 50%, Стамер 30%, Град 30%, Вирче 30%. Еве, нека се во просеки 30% сите цени, да не ги читам сите сега, нека се и 25%. На вкупната сума на блок дотациите која добива нашата општина и која е еве некаде околу 3 милиона денари, 30% ќе значи 4 милиона денари. Јас не велам дека не може тоа да го поднесе образованието, меѓутоа и во изминатите години, ако погледнете историски гледано, ние имавме интенција да ја смалиме сумата која е одредена за превоз. Не беше и таа лесна битка и секогаш имаше судири, имаше разни кавги, нетрпение, нетолеранција и така натаму од едната и другата страна. Сега, ако се покачи на милион денари блок дотацијата на сите, за неколку години, значи ние ќе дојдеме во ситуација каква што беа пред 5-6 години училиште. Да работиме само за основните потреби и да можеме да го подмириме превозот према превозниците. Развојната програма на училиштето ќе остане само мисловна, бидејќи многу пари за тоа. Милион денари да се дадат плюс на превозниците, за мене, сметајќи дека за другите работи не можем да дадам своje мислење. Меѓутоа, тука за превозот мислам дека треба студиозно да се пристапи, да не се подкопаат темелите на образованието, бидејќи ќе дојдеме во ситуација после да мораме да намалуваме цените на горива, цените на струи, цените на сите други трошоци, за да работиме само за да угодиме на превоз. Или да се тражи некој прашање да се земат возила за училиштата, или не знам што. Сметам дека тоа е моје видување. Значи не е прашање, туку само Година рака, значи не си имате образование, ќе го даде. Значи само да појаснам, овде значи се водеше така доволно сметка за блок дотациите кои што ги добиваат училиштата, кои што се однесуваат на превозот. И ова сега не беше овие цени кои што се од 2005 година. Не се 3 милиони, па сега негде процентуално како што советникот искажа во неговата дискусија, со тоа покачување да дојде до 4 милиони. По овие цени, сите релации се 2 милиона и 200 000 денари. Лани превозот се извршуваше во вкупна цена негде од 2 милиони и 900 000 денари, односно 3 милиони денари. Од 2 милиони и 900 до 3 милиони без ДДВ, а сега во овие цени кои што е одлуката на СОЕ донесена 2005 година, за сите релации превозот изнесуваше 2 милиони и 200 000 денари. И затоа ова што тие треба, не знам, негде околу 600-700 000 денари колку е, што тие би требало како профит да го имаат и дел амортизација, тие го нема. Значи ние им намаламе со оваа одлука на СОЕ, бидејќи се вклучени во линискиот превоз, мора да имаат лиценца за тоа, и им е намалена цената од ланската беше за 700 до 800 000 денари. Мисля дека така. 2 милиони и 200 беше 2 милиони и 200, да. Старите тарифи, сега по новите цени и новите тарифи, вкупната сума на превоз за учениците за учебната година би бил 3 милиони и 69 760 денари, што значи дека ќе бидеме под, значи во рамки на дотацијата за превоз во училиштата, која што изнесува по податоците од школите 3 милиони и 207 143 денари. Најскапата цена, има се да предвид дека сумите може да паднат. Сега значи најскапите цени од облуката. Минатата година беше, мислам, 2 милиони и 900 и нешто. Не знам точно до цифра 2 милиони и 9. Значи да не се разбереме, не е сега лани да била цената купна 2 милиони и 200, 3 милиони сега да е 4. Лани беше 2 милиони и 900. Јас сакав да предложам за да ги заштитиме училиштата од финансиски издатоци, да бидат по овие цени, меѓутоа нема заинтересирани превозници. И сега цената е значи иста за некој процент поголем.